Општина Василево ја почна изградбата на нова спортска сала во населеното место Нова Маала. Градоначалникот Ванчо Стојанов информира дека за оваа намена ќе го преадаптираат објектот на стариот дом на културата. Тој истакна дека оваа инвестиција е дел од неколкуте проекти кои вкупно чинат 10,5 милиони денари. Пред неколку дена најавивме неколку проекти кои треба да бидат реализирани на територијата на општина Василево. Денес сме овде во населено место Нова Мала за да им покажеме на нашите сограѓани она што го ветивме дека отпочнуваме со реализација на програмата за ова 2017 година. Она што беше предвидено во буџетот на општина Василево само за овие неколку проекти во подогражденскиот простор, општина Василево издвои сопствени средства во висина од 10,5 милиони денари за реализација на неколку проекти. Овде во населено место Нова Мала, односно во школскиот двор, културниот дом кој беше руиниран ќе биде потполно реконструиран и адаптиран во спортска сала заради учениците кои ги имаме овде во основното училиште за одвивање на наставата по физичко воспитување, а се разбира и за рекреативците, оние кои сакат да спортуваат и рекреираат. Општината исто така е во процес на распишување на јавна набавка за избор на најповолен понудувач за изградба на две улици во Висока Маала и во Ангелци. Исто така ќе започне и порамнување на школскиот двор во Висока Маала, пошто ќе започнат активностите на Агенцијата за млади и спорт за изградба на баскет игралиште, соопшти Стојанов. Со самата набавка имаме распишано и тендер за избор на изведувач за порамнување на школскиот двор во подрачното училиште во населено место Висока Маала, со што потоа ќе следува и активности на Агенцијата за млади и спорт, односно изградба на едно стрит баскет игралиште кое ќе биде исто така во служба на учениците од оваа подрачно училиште. Првиот човек на општината најави и асфалтирање на улица во Нова Маала во првата половина на 2017 година, а Василево дополнително издвои 10 милиони денари за патот Чанаклија Нова Маала со изградба на крак улица во Чанаклија, која со последната трета фаза ќе ги поврзе овие две населени места. Во втората половина на март ќе се гради и повеќе наменско игралиште во Добрашинци кое чини 3 милиони денари.